Вистински лидерски пораки за обединување, а не за делби. Експертската јавност со позитивни оценки за пораките на државно-политичкиот врв од прославата на Илинден. Говорот на председателката Силјановска Давкова од Крушево и пораките од премиерот Мицкоски отсликуваат поинаков пристап за разлика од минатото, кој ветува промени. Според политичкиот аналитичар Александар Ристевски, пораките кои биле испратени за Илинден се позитивни, а она што е важно е нивно претопување во пракса. Тој нема дилеми дека на државата и се потребни сериозни промени пред се инвестирање во младиот, квалитетен кадар, социјал напредок на Македонија и институциите. Сметам дека без оглед на политичката определба, се тоа што вреди, има капацитет, квалитет, знаење и е додадена вредност во еден куп пред се државни институции, мора да се прибере, мора да се собери под свое и да се стави во функција на државата. Тука апсолутно целосна моја поддршка. Дефинитивно мораме да поработиме на санирањето и отстранувањето на корупцијата и институционалната корупција што ја има низ годините. Македонските граѓани од својата република очекуваат слобода, правда, борба со ендемската корупција. Илинден нека не обедини, нека не подсетува на жртвата која што генерациите ја оставиле, за денеска да имаме слободна и независна држава Македонија. Граѓаните, но особено институциите, имаат одговорност да го продолжат патот започнат во Крушево, потврден со Асном, со работа, честност и грижа за еднината. Ова беа дел од пораките кои што ги испратија Мицкоски и Силјановска Давкова. Председателката порачи дека мора да има слобода, не само политичка, туку и економска, академска, културна, социјална. Потребни се сериозни реформи со цел спроведување на правда во државата, но и силна борба со корупцијата. Според Силјановска Давкова, никој не сме да остане недопирлив, поради што се потребни забрзани и длабоки реформи во правосудството. Мицкоски потенцираше дека тие како влада биле посветени да ја направат Македонија држава на можности, праведна, безбедна и просперитетна, со силни институции што ќе бидат на страната на граѓаните. Силјановска Давкова порача дека државата мора да се стреми кон членство во Европската унија, но порачува дека ниту тие во моментов не се имуни на кризата со лидерство и демократскиот дефицит. Според неа Македонија треба да оди кон неју, но без историска ревизија, туку според мерит системот, односно постигнувањата. Ристевски вели дека на овој начин председателката упатила и силна порака до одредени европарламентарци, кои што се однесувале како да живеат во 19-тиот, а не 21-виот век. Еден куп представници токму на таа Европа живеат длабоко во минатото и дека дефинитивно Европа треба, меѓу другото, и на себе да поработи. Целосна поддршка за она што го кажува дека пред се треба да поработиме на себе, но и да продолжиме со интеграциите. Македонецот, зборуваме етнички, но и национално, единствен начин со своите брајки и сестри може да се обедини во обединета Европа, знаејќи дека нашите брајки и сестри кои живеат во Пиринскиот и во Егејскиот дел веќе се дел од таа Европска унија. Според познавачите, она што е позитивно во говорот на Силјановска Давкова е што таа не зборуваше како лидер на партија, туку како лидер на држава, што е значаен политички сигнал. Добро е што не биле правени поделби, немаше провокации, туку се повика на обединување на сите граѓани.